Драги ученици, оваа емисија ја посветуваме на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Ден посветен на почит, поддршка и разбирање. Овој ден не потсетува дека секое дете носи своја уникатност, своји таленти и свој свет. Нашата задача е да создадеме место каде сите ќе се чувствуваат прифатени, поддржани и видени. Заедно учиме дека различностите не наделат, туку нас збогатуваат и направат подобра заедница. Во емисијата што следува ќе го гледнете едно искрено и важно интервју со нашите дефектолози, снимено во сензорната соба, место каде многу ученици добиваат поддршка и сигурност. Интервјуто го води Миша, кој ќе ни помогне подобро да разбереме колку е значајна оваа работа. Веднаш по неа Николинче ќе ни покаже еден навистина посебен проект, лифт, што учениците го изработија со многу труд и креативност. Изработката на нашите креативци беше изложена на училишниот штанд за време на форумот на пристапноста, кој се одржа на 3 декември во нашата спортска сала. Ученици од 5-то одделение снимија краток филм со инспиративна порака. Да го погледнеме. Добар ден, почитувани љубители на нашата училишна програма. Во моментот се наоѓаме во сензорната соба на нашето училиште, едно прекрасно место исполнето со боја, светлина и топлина, каде што нашите ученици учат, се развиваат и се чувствуваат прифатени. По повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, ќе поразговараме со нашите дефектолози, кои секојдневно со многу љубов и посветеност работат со децата и им помагаат да ги развијат своите способности. Со мене се дефектолози Ивана Стојанова и Фросина Михайловска. Добре дојдовте во нашата емисија. Па да започнеме. Како би опишали улогата на дефектологот во училиштето? Добар ден, најпрво да се представам. Јас сум Ивана Стојановиќ, дефектолог во основното училиште Страшо Пирчов во Готино. Па вака, улогата на дефектологот е многострана, затоа што опфаќа третман на деца со посебни образовни потреби. Најчесто тука работиме со деца кои што имаат развојни, комплексни, когнитивни нарушувања, исто така и нарушувања во социјално-емоционалниот дел од нивното секојдневно функционирање. Исто така, дефектологот работи третмани кои што се или пак часови ги нарекуваме во нашето училиште, кои што се може да бидат индивидуални, може да бидат и групни. Тоа е во зависност од можностите и способностите на самото дете. Исто така, дефектологот соработува со наставниците, кои се клучен фактор во образованието на едно дете, кој е вклучен во редовна настава, и спроведуваат инклузивно образование и соработува со родителите кои што имаат исто така важна улога во развојот на нивното дете, постојано ги информира за состојбата на нивното дете и постојано соработува со нив во текот на образовниот процес. Што представува сензорната соба и која е нисната основна намера? Сензорната соба, која што се наоѓа во моментот, представува специјално уреден простор кој што користи различна опрема за поттикнување на визуелни, аудитивни, тактилни, мирисни стимулси кај децата, односно представува една адаптирана просторија што обезбедува безбедна и стимулирачка средина за поттикнување на светилата кај учениците. Истата е наменета за ученици кои што имаат потешкоти и проблеми во развојот и пред се тука ги вклучуваме учениците со аутистични нарушувања во сензорите, хиперкинетични или ученици кои што имаат проблем со вниманието, кои што се многу раздвижени, кои што имаат проблем да се сконцентрираат, ученици со церебрална парализа, ученици со намалени интелектуални способности или ред други развојни нарушувања. Сите оние на кои што им треба некаква помош, ги повикуваме во оваа сензорна соба, која што можеме да ја користиме како една смирувачка или релаксирана просторија, или пак како стимулирачка и поттикнувачка, во зависност од самата состојба на ученикот во дадениот момент. На кој начин сензорната соба им помага на децата со посебни потреби во нивниот развој и учење?
На кој начин? Па на повеќе начини им помага сензорната соба, значи наједноставно би го опишала тоа вака. Тоа го имате учено и вие на училиште секако со наставничките претходно, дека сите ние луѓето имаме 5 сетила кои што ни се главни нели за осознавање на светот, сетилото за вид, сетилото за слух, сетилото за мирис, за допир и за вкус. Користејќи ги овие 5 сетила, ние во нашиот секојдневен живот го истражуваме светот околу нас, функционираме, учиме, ги примаме дразбите и можеме да дадеме одговор значи на тие дразби што сме ги примиле. За жал, кај некои ученици, овие сензорни дразби значи се нарушени, овие сетила се нарушени, не можат да ги примат дразбите на ист начин како ние и кога не можат да ги примат тие дразби, всушност не можат да дадат ниту адекватен одговор на тоа. И кога зборуваме веќе за училиште, нели не можат ниту да учат исто како другите ученици. Затоа ние овдека, преку соодветни помагала кои што ги имаме во просторијата, ги поттикнуваме овие сетила кај учениците, визуелни, значи собата е опремена со опрема која што поттикнува развој на визуелните сетила кај учениците, на аудитивните, на тактилните. И на тој начин ние им го подобруваме вниманието, фокусот, им помагаме да научат значи да примат дразби, да можат да ги обработуваат тие дразби и да дадат соодветен одговор на истите. Односно им го олеснуваме целиот процес на учење, значи ние тука преку индивидуални третмани го работиме тоа и на тој начин им помагаме на учениците да ги надминат тие пречки во прием и обработка на дразби, за да можат кога ќе се вратат во училница да ги следат, значи да ја следат наставата исто како и вас другите ученици, да можат полесно да учат, полесно да пишуваат и да ги презентираат знаењата кои што ги стекнале. Како реагираат учениците кога прв пат ќе влезат во сензорната соба? Учениците кога прв пат влегуваат во оваа сензорна соба реагираат на различен начин во зависност од тоа кој нели ни доаѓа во оваа просторија. Кога доаѓаат ученици кои што немаат проблеми во развојот, поготово од пониските оделенија, реагираат многу радосно, значи возбудливо, ја доживуваат како едно прекрасно шарено картче, како игротека, ја доживуваат некои љубопитни се да го истражат целиот процес, да ги разгледаат сите реквизити, да ги пробаат, па поставуваат разноразни прашања кој за што служи, значи се возбудени, среќни и го истражуваат целиот процес. Додека кога станува збор за ученици со проблеми во развојот, собата значи може да различно реагираат на собата. Например, ако се може да во дадени моменти некои кои што ја немаат запознато нели во прв момент собата, да бидат воздржани, понекогаш и исплашени, затоа сме ние тука да ги насочиме, значи чекор по чекор, да го истражиме просторот на нежен, суптилен начин, за да не ги исплашиме, да ги запознаеме со соодветните реквизити и постепено да ги поведуваме нели во работата во сензорната соба. Има и такви пак кои што доаѓаат многу возбудени, многу енергични, сакаат да бидат се. Повторно ние сме тука да ги насочиме и да ги фокусираме кон дадената нели задача во тој момент или кон тој реквизит кој што го користиме, за да научи да ги контролира тие емоции и да се однесува нели адекватно. Значи реакциите се најразлични, меѓутоа ние заедно нели со учениците ги насочуваме во правилен контекст. Каква е соработката со наставниците и родителите во поддршка на овие ученици? Кажавме и претходно дека оваа соработка е многу клучна, тој триаголник што го сочинуваат дефектологот, наставникот и родителот е многу важен и многу битен за едно инклузивно образование, затоа што родителите се првите кои што треба да го прифатат тоа што нивното дете го носи, односно во која состојба се наоѓа и неговата, како и неговата моментална состојба во која се наоѓа, нели, и секојдневното функционирање кое што е на ниво на еден работен ден, да кажем така едноставно. Исто така, многу е важно соработката со родителот да биде исто така взаемна со соработката со дефектологот и наставникот, дали без разлика дали се работи за оделенски или предметен наставник, дали детето е во оделенска настава или предметна настава. Исто така тука морам да ги спомнам и нивните образовни асистенти кои што целосно ни помагаат во спроведувањето на образовниот процес. Овде може да напоменеме дека секој наставник и родител, како и дефектологот, учествува во инклузивен тим кој што е составен со цел да му помогне на детето полесно да се вклучи во образовниот процес, полесно да се адаптира на средината во која
функционира при изработка на полесно да се вклопи при изработка на активностите кои се приложени пред него. Исто така, доста важна улога е, кажахме, и улогата на родителите, односно тие да го прифатат тоа што го носи нивното дете, да се соочат со предизвикот, секојдневниот предизвик со кој функционира нивното дете и средината во која се наоѓа, затоа што понекогаш доаѓаме до одбивност, неприфаќање и многу нешто и препреки кои треба да ги надминеме, затоа велиме дека овој триаголник е многу важен. Тој триаголник мора да функционира секојдневно и постојано да соработуваме со родителите, наставниците, да прилагодуваме наставни програми, се со цел да им помогнеме на овие деца полесно да се вклопат во едно инклузивно образование, кое што е клучно за развојот на едно дете, како и да ги вклопиме учениците во редовна настава заедно со другите ученици. Што е најголемата радост и најголемиот предизвик во вашата професија? Најголемата радост на еден дефектолог е кога работи со детето и постигнува видливи резултати или кај едно дете има видлив напредок, кога тоа дете веќе е самостојно, ги извршува своите работи самостојно, нема потреба од дополнителна поддршка, или пак кога веќе детето е вклопено во една училишна средина, домашна средина или во училиштето или надвор од училиштето, кога учествува во приредби, настани и многу други работи во кои што претходно имало потешкоти, но сега веќе тие потешкоти се надминати. Исто така, најголема радост за еден дефектолог е соработката со родителите, кога таа е видливо напредната или пак родителите го прифаќаат она што го носи нивното дете, кога таа соработка се одвива секојдневно, континуирано и преку многу активности кои заедно се изработуваат. Најголемиот предизвик за еден дефектолог е тоа што понекогаш се соочуваме со неприфаќање на состојбата на детето од страната на родителите, па ние го гледаме како тоа да им го доловиме на родителите и да им помогнеме полесно да ја прифатат нивната состојба, со цел полесно да се надминат потешкотиите со кои се соочува тоа дете. Исто така имаме многу недоволно реквизити некогаш за работа, па се трудиме ние самите дефектолози да си ги обезбедиме тие или пак да ги направиме со присуство на некоја креативност од наша страна. Каква порака би им упатиле на сите ученици и наставници по повод 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост? Сите знаеме нели многу добро зошто го одбележуваме 3 декември, тоа е Меѓународниот ден на лицата со попреченост и учениците сте исто така многу добро запознати зашто години назад нели успешно го одбележуваме овој ден преку ваши редовни активности заедно со наставниците, преку посета на други институции, преку заеднички дружби и со ученици и со други лица со попреченост во развој и се воспитуваме во духот на емпатија и прифаќање нели на овие личности. Каква порака би сакала јас да ви упатам пред се на вас, учениците нели по нашето училиште на сите останати? Многу важно значи за лицата со попреченост, односно во случајот нели вашите соученици со посебни образови потреби, е да ги сакате, да ги прифатите како ваши равноправни другарчиња, да им помагате секојдневно. Значи да не биде тоа само на 3 декември, туку преку целата година додека учите, значи додека се дружите со овие дечиња, да бидат прифатени, сакани и да ги почитувате како равноправни другарчиња со вас. Да им овозможите да се чувствуваат среќно заедно со вас додека сте на училиште во текот на целото време. Затоа што и тие се исто деца како сите вас и најбитно од себе да бидат среќни и да се чувствуваат пријатно. На наставниците, односно на колегите, би им порачала да продолжат во истиот дух на соработка како и досега. Тие се целосно посветени во работата со учениците со посебни образовни потреби во нашето училиште, да продолжиме, значи во тој дух, да продолжиме со соработката која што имаме со нас нели стручните лица во училиштето, преку давање на стручни насоки по почитување и спроведување од нивна страна, се во контекст и насока нели да им обезбедиме што поквалитетно образование на овие лица. Нека 3 декември ни биде само една инспирација за чекор кон поголема инклузија,
чекор кон поголема човечност, прифаќање, емпатија и љубов кон нашите најранливи членови, односно кон нашите соученици со посебни образовни потреби. Ме благодариме што бевте со нас. Уште еднаш се потсетивме колку е важно секое дете да се чувствува прифатено и вреднувано. Со ова и завршуваме нашата рубрика од Цензурната соба. Ви благодариме на вниманието и останете со нас. Продолжуваме со следниот дел од мисијата. Ќе се запознаеме со група на ученици кои со својата креативност и упорност успеаја да изработат функционален модел на лифт. Ќе дознаеме како настана идејата, со кои предизвици се соочија и што научија од овој проект. На самиот почеток да видиме кој го сочинува тимот. Повели? Марко Накич, Теодора Крстева, Илија Ѓорѓиев, Лазар Коцев, Лука Накич, Кристијан Јанов, Филип Кушев. И ние сите сме ученици во 7 Г одделение. На почетокот на оваа средба, кажете ни со што се занимава вашиот креативен клуб и кој е вашиот ментор? На часовите по креативен клуб изработуваме многу интересни проекти со помош на рециклирани материјали. За овој лифт ние користевме картон, хартија, дрво и стари делови од стари играчки. Па така ние научивме да бидеме креативни и одговорни кон природата. А нашиот ментор е наставничката Георгина Димов. Која беше вашата прва изработка на креативниот клуб? Лани изработивме правосмукалка која управувавме со мобилен телефон. Тоа беше нашиот прв проект со далечинско управување. Тогаш свативме дека со фантазија и технологија може да направиме многу корисни уреди. Што изработивте оваа година и што научивте од изработката? Оваа година одлучивме да истражиме како функционира лифтот. Првен научивме што е лифт, каде се користи и кои му се најважни делови. Потоа тоа наше знаење го претворивме во практичен проект. Изработивме прототип на лифт користејќи картонска конструкција на куќиште. Внатре ставивме кабел со мала кабина која што се движи нагоре и надолу. Се внимателно зацврстивме и залепивме за да биде стабилно. Подробно објаснете ни како работи лифтот. За приближување користевме мотор од Лего. Моторот е поврзан со макара која го навиткува и ослободува кабелот. На овој начин кабината на лифтот се движи безбедно и контролирано. Како го управувавте лифтот? Ние го управуваме со мобилен телефон, со посебна апликација каде што можеме да го исклучуваме и да го вклучуваме моторот и да ги менуваме насоките на движење. Така покажавме дека смартфонот е алатка за учење, а не само за игри. Што научивте од овој проект? Од овој проект научивме како работат моторите, лифтовите и далечинското управување. Научивме и како да работиме во тим, како да се договараме и како да се договараме.
Горди сме што од едноставни и рециклирани материјали направивме лифт кој навистина функционира. А сега би сакала да им покажете на нашите гледачи како функционира лифт. Навистина прекрасно. Благодарим за одвоеното време. Овие ученици ни покажаа дека со љубопитност, знаење и тимска работа се достигнува до вистински мали чуда. Овој лифт не е само модел, туку е символ на знаење и упорност. Дека само еден убав збор и железни врати отвора. Секој ќе те сака повеќе ако правиш добрина. Под ова небо сите сме еднакви, велат дека заедно сме посилни. Плави, црни, жолти, бели, зелени, испреплетени. Денес е посебен ден. Во трето еден клас ќе пристигне ново ученичко. Сите се возбудени, но и љубопитни. Учениците нестрпливо ја очекуваат првата средба со новата ученичка. Добро утро, деца! Добро утро! Од денес нашето семејство ќе се збогати за уште еден член. Имаме нова друга. Ова е Ана. Ана учи на посебен начин, но многу сака да црта и пее. Сигурна сум дека ќе ви помогнете да се вклопи. Добре дојде, Ана! Сакаш да седиш до мене? Да, благодарам. Таа е поинака. Може би нема да се снајде. Секој од нас е различен, но тоа не направи поинака. А денес ќе научиме нешто многу важно. Што значи да бидеш пријател? Кога сме надвор, детските срца се уште повесели и разиграни. Исполнети со радост и игра. Таму нема поделба. Сите се еден тим. Ајде, Ана, дојди, ќе фрламе топка. Ха-ха, не можем ли да ја фрлим? Петар, не могу да се смееш. Ајде, Ана, уште еднаш, знам дека може. Час по ликовност. Учениците внимателно работат. Нивната задача е да нацрта нешто што не прави среќни. Наједноставниот цртеж буди најмногу емоции. Прегратки, топла насмевка и насмеани детски лица. Деца, денес ќе цртаме нешто што не прави среќни. Јас ќе цртам фудбал. Јас мојата семејство. Јас едно големо солнце. Јас еден убав бел гулам. А ти, Ана, што ќе црташ ти? Срце, да се видима сите. Погледнете, Ана нацртала нешто на љубов, пријателство. Може да нацртам уште едно срце на незина? Може ли и јас? И јас. Дечки, ајде да го завршиме денот со убави и весели нешта. Да, се разбира. Ајде да продолжиме со забавни нешта. Јас ќе кажам шега. Јас ќе играм танц. Јас ќе пеам. Имаме една желба голема, Прости, Ана, не треба. заедно со сите деца на планетава, тајна не е исто, сакаме детска порака, испраќаме, тајна не е исто,
детска порака испраќаме. Дајте раце да играме, сите деца на светот црни, жолти, бели, ајде само да пееме и порака за мир да пратиме. Дајте раце да играме, сите деца на светот црни, жолти, бели, ајде само да пееме и порака за мир да пратиме. Топла ми топла преградка, со нас сите деца, сегде на планетава, тајна не исто сакаме. Детска порака испраќаме, тајна не исто сакаме. Детска порака испраќаме. Дајте раце да играме, сите деца на светот црни, жолти, бели, ајде само да пееме и порака за мир да пратиме. Дајте раце да играме, сите деца на светот црни, жолти, бели, ајде само да пееме и порака за мир да пратиме. Дајте раце да играме, сите деца на светот црни, жолти, бели, ајде само да пееме и порака за мир да пратиме. Дајте раце да играме, сите деца на светот црни, жолти, бели, ајде само да пееме и порака за мир да пратиме. Дајте раце да играме, сите деца на светот црни, жолти, бели, ајде само да пееме и порака за мир да пратиме. Дајте раце да играме, сите деца на светот црни, жолти, бели, ајде само да пееме и порака за мир да пратиме. Порака за мир да пратиме. Не знаам дека толку убаво пееш. Прости, ама не требаше да ти се смеам тогаш. Сите греши. Важно е да подадеме рад. Песна игра смеја, Понекогаш шарен само детски една смех. насмевка, една добра постапка може да направи некого свет. Детските срца секогаш знаат да се среќа од мањето. Прифатиме сите, такви како што се, да подадеме рака за секој. Затоа што љубовта не прави различни, различни, но заедно сте посебни. Happy me sin seja que o vassar može li da ima samo mir, može li da vide se koji si, svetот ima novu boji, тој не е crno-bel, само љубовта да биде наша цел. Тука ја завршуваме нашата емисија. Поздрав од вашите водителки Снежана и Зорица и посебен поздрав од нашиот снимател Габриел, кој секогаш не следи зад камерите. Ви посакуваме убав ден и не заборавајте. Секое дете заслужува љубов, топлина и место под сонцето. Довидување!